Во третата фудбалска лига Исток во неделата се играше 19-тото коло, а фудбалерите на Осогово победија со 2:1 на гостувањето во Делчево против Брегалница Голак. Иако се очекуваше овој надпревар да биде тежок и неизвесен, сепак жолто-сините релативно лесно дојдоа до победата. Откако првото полувреме заврши без голови, во вториот дел прецизни беа ударите на Тодоров и Аксентиев, кои ја затресоа мрежата на домашните и ја обезбедија победата за својата екипа. Почесниот гол и спасувањето на честа делчевци ги постигнаа на самиот крај од средбата по казнениот удар од 11 метри. Со оглед на добрата игра што ја прикажа кочанскиот третолигаш, немаше да биде изненадување ако победата беше и со нешто повисока гол разлика. Со новата победа и 3 бода на своето конто, Осогово и понатаму е на четвртата позиција со 39 бода, зад Каменица, Саса, Плачковица и Беласица, со оглед што и тие постигнаа победи. Во следното коло нашиот тим на домашен терен ќе има една од решавачките средби за врвот на табелата, со оглед што се среќава со директниот конкурент Плачковица од Радовиш. Во првенството на третата кошаркарска лига викендов се одигра 13-тото коло, во кое Баскет Дино беше домакин на средбата со Овчеполе од Свети Николе. Кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров беа убедливо подобри и извојуваа победа од 64:54. Сепак, до крајниот резултат стигнаа со поголема упорност и прецизност во нападите во вториот дел од средбата. Потврда за тоа е што првите 2/4 завршија нерешено, а домашните направија поголема кош разлика дури во последната четвртина, со што ги обезбедија бодовите. Во следното коло, што е и последно од регуларниот дел на првенството, нашата екипа треба да се сретне со борец Еуробрик, но уште сега е познато дека ќе ги добие бодовите со техничка победа, со оглед што велешани се откажаа од учеството во лигата. Во младинската М12 лига пак, младите кошаркари на Баскет Дино и понатаму се без посериозна конкуренција. На гостувањето во Скопје против Водњански лисици, тие победија со 51:28, со што и понатаму цврсто го држат првото место на табелата. В сабота во Кочани ќе гостува МЗТ и тоа ќе биде дерби на колото, односно победникот од надпреварот ќе биде и шампион на лигата.